значи одговорност мора да има, но веднаш ова треба да биде причина да се гарантираат транспарентниот процес во користењето на средствата и одговорноста и отчетноста, за да се оневозможи постфестум ние само да санкционираме, но повторно да има можности за злоупотреба. Тоа не е инаку злоупотребата, не е одговорен однос, злоупотребата не е европски чин. Значи пред 6-7 месеци зборевме дека во земјоделието се прави хаос и дека се случуваат овие работи за кои што сега еве вие зборите дека се случувале. Ако сакате превентивно да се делува, гледате тешки моменти, делувате превентивно. Точно знаете за кој збориме овдека и што правиме мовет. Ова што го зборевме пред 6-7 месеци, сега еве гледате дека станува точно. И за оваа истрага дека била и така натака, и се е тоа точно. Шо фајде ако е тоа се точно, кога веќе се украдени парите, магарињата се товарени. И што сега? Еве тие 5 души ке се збогатиле. А 50.000 земјоделци? Само е потврда над мојата теза дека ово општество има менталитет на 2-годишно, 3-годишно дете. Немој да ги брцаш прстите у штекер, лошо е. Џабе збориш, додека не ги брцне да види дека ќе го мавне струјан, џабе. И ќе ги брцне и после и лошо е. Што не кажа епас. Тоа е. Не знам. Ако вие мислевте дека сладкоречивоста е некаков гарант за честност, онда стварно мислам ние сме година такво детенце, година такво ниво на расудување имаме. Ви сте, например, да застане кај улица со комбе, да ви рече нати бомбонче дој со мене, ќе влезете. Тако е без пари, да. Живи и здрави, ја не знам. И на крајот, што ова да додам, па на крајот ќе се сведеме на тоа, дека додека заради нашиот менталитет на себичност и саможивност. Тодор Александров 909. Ама јас саможивност и себични зборам овдека Цело време. Цело време. Додека на мнозинството не ги здоболи, лично за себе, ништо нема се промени. Ништо. Ама додека стигне кај сите, тешкото, многу ќе се иселат, ќе се оболат, ќе умрат,